Во контекст на измените за Законот за судови и Законот за јавно обвинителство, ново формирано одделение за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција. Дали ова се однесува индиректно за настаните од 27 април? Дали тој закон би ги опфатил условно речено и оние кои што сега се под истрага за настаните од крвавиот четврток? Тоа ми е едното прашање. Дали може уште едно или за законот за судовите беше тоа така? Законот за судови и Законот за јавно обвинителство вели ќе се гонат лица со полициски овластувања кои сториле кривични дела. Така што се алудира на полицајци, значи на службени лица од Министерството за внатрешни работи. А бидејќи во истрагата за 27 април има навистина многу лица кои што се осомничени, мене ми е тоа прашањето, дали на тоа се однесува? Да ги поставам дополнителните или додиме прашање по прашање? Правната постапка за 27 е во тек. Меѓутоа обвинение се уште нема, тоа е во фаза на истрага. Значи ние како влада не можеме да се мешаме во работата на правосудството и немаме намера никогаш да даваме коментари за постапка која што е во тек во моментов. Ова предлог законско решение ќе важи од моментот кој ќе биде нели објавено во Службен весник, во моментов се работи за предлог за изменување и дополнување. Предлог, што значи дека следува редовна постапка во Собранието на Република Македонија, кои лица се ќе ги опфати ќе видиме по донесувањето.